Добро вечер, почитувани. Централен дневник на регионалната К1. И во ова издание ви информираме за најновите случувања. Ова се настаните кои го одбележаа денот. За неполни 7 години по четврти пат предвремени парламентарни избори. Преку интернет самостојно секој граѓанин до информација за исплатата на пензискиот стаж. Димитрија Дурацовски, лауреат на годинешните Рацинови средби. година ќе биде изборна. За неполни 7 години избирачите по четврти пат ќе гласаат на предвремени парламентарни избори. Анкетата која денеска ја направи колешката Марија Алексова покажува дека Велешани сметаат дека изборите се непотребни. Оваа влада ја има довербата од граѓаните. Известно е дека 2016 година ќе биде изборна. Предвремени парламентарни избори ќе се случат до крајот на април. Граѓаните повторно ќе имаат можност да бираат помеѓу левицата и десницата. Експертите велат економијата повторно ќе биде во преден план. Инвестициите, работните места, подобрување на квалитетот на животот. Ова се трите столбови на кои партиите најмногу би се задржале при подготвувањето на изборните програми. И додека политичарите започнуваат со изборните подготовки, граѓаните поделени во мислењето. И требаат ли на Македонија нови предвремени избори? Ја мислам дека нема потреба, дека тој е и сувишен, како да кажам, трошоци на државата и сувишни трошоци на државата. Имавме едни лани, направивме една година, да оставиме владата да се покаже колку има ветрено, колку ќе стори се. После ќе сумираме резултати, после 3 години во редовни парламентарни избори да спроведеме. Таа партија исто треба отказ да се дадат веќе. Политичка партија во СДС е во стечај. Па би требало да биде предвремени малку, да се знае кој ќе добие од тиве, зајко многу рипа, вака нека изгуби, нека знае, нема никој кај него да биде, ќе добие Груевски 100%. Оваа влада доби 4 годишен мандат од граѓаните. И според премиерот Никола Груевски, реална би била потребата мандатот да се одработи, на следните избори да се испадне со завршен мандат и реализирани проекти. Но актуелната состојба тоа не го дозволувала. Но ако тоа до 2018 значи дополнителна агонија, со ширење на омрза, со раскарување на граѓаните, со создавање неизвестност, со создавање страв меѓу луѓето, меѓу инвеститорите, меѓу компаниите, бизнисот, оние кои што отвараат нови работни места. Тога за мене многу поважна е стабилноста на државата, стабилноста и сигурноста на граѓаните, сигурноста на бизнисот, сигурноста во отварањето на нови работни места, онака како што почнавме досега. Не смееме да дозволиме тоа да запре. Во Македонија последен пат регуларни парламентарни избори се одржаа во 2006 година. Вонредни избори за избор на представници во највисокиот законодавен дом имаше во 2006, 2011 и 2014 година. Мнозинството гласови во трите изборни циклуси го добиваше коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ. Последните анализи, но и анкетите покажуваат дека ВМРО ДПМНЕ ја има довербата кај граѓаните. Обвинителството за организиран криминал и корупција до Кривичниот суд во Скопје достави обвинение против лидерот на СДСМ Зоран Заев. Обвинението е за случајот со примање подкуп, според кое тој се товари дека од струмички бизнисмен побарал 200.000 евра. Од Основниот суд Скопје 1 потврдуваат дека обвинението е примено во судот и е дадено на оцена. Поднесено е обвинение против Зоран Заев за подкуп. Ова го потврдуваат и од Основниот суд Скопје 1, од каде велат дека обвинението е примено и истото се оценува. Обвинителството за организиран криминал и корупција до Кривичниот суд во Скопје, обвинението против лидерот на СДСМ го поднесе под сомнение дека тој како градоначалник на Струмица на бизнисмен му побарал мито од 200.000 евра за да се заврши легализација на земјиште. Во случајот нема примопредавање на пари и дека пријавувачот никогаш не му дал подкуп на Заев. Во моментов течат рокови за поднесување преговори во однос на поднесеното обвинение.
3 македонски компании во сопствениот развој ќе добијат поддршка од турските бизнис ангели. На есен тие ќе присуствуваат во Истанбул. Повеќе за ова од Александра Давидковска. Инвестицијската делегација на турските бизнис ангели информира дека по посетата на Македонија од 22 компании што се презентираа, 3 добиле инвестиција и почнале со финалната фаза за подготовка на договорите. Уште 5 компании се на листата за поддршка. Сите ќе патуваат во технолошкиот парк во Истанбул во септември. Ова е прва ваква иницијатива каде се спојуваат јавни и приватни инвестиции во иновативни мали и средни компании во државава. Нов проект за подостапни информации од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување по електронски пат. Се што граѓаните треба да направат е да си обезбедат шифра и пасворд од ПИОМ. Со ова тие ќе можат да проверат дали работовачот навремено ги плаќа придонесите и дали тие се соодветно пријавени. Детални информации за стаж и плати од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија по електронски пат ќе им бидат достапни на граѓаните 24 часа. Со проектот на Министерството за труд и социјална политика и ПИОМ ќе се овозможи поголема информираност на граѓаните, транспарентност на институциите, намалување на гужви пред шалтерите, како и заштеда на самите граѓани. Се што граѓаните треба да направат е да си обезбедат шифра и пасворд од ПИОМ. Граѓаните кои што работат не многу често си го проверуваат стажот. И возможно е во периодот во минатото некои од работодавачите не ја доставиле каде што работеле граѓаните, не ги доставиле документите кои што се потребни да ги одјават, доказите кои што биле потребни во одреденото време и поради тоа да не е запишан определен период на осигурување за одреден работник. Министерот Спасов информираше дека покрај овој проект се спроведува уште еден со кој 2 пати годишно од ПИОМ по електронски пат се испраќаат податоци до работодавците, кои подоцна се должни да ги дистрибуираат до нивните вработени. Овие проекти би сакал да појаснам и да напоменам дека ги воведовме за да не ги доведеме во граѓаните во ситуација, бидејќи најчесто кога ќе отидат во пензија тогаш приметуваат дека им фали определен период. Навремено и континуирано да ги информираме за нивните податоци, за навремено можат да си направат одредена корекција или да достават одредена документација која што им фали. Директорот на Фондот за пензиско и здравствено осигурување Амет Даути информираше дека покрај по електронски пат граѓаните и понатаму ќе можат да ги добиваат овие информации на шалтер, како што беше и досега. Рускиот пазар станува достапен за извоз на македонски млечни и месни производи. Министерството за земјоделство и Агенцијата за храна и ветеринарство потпишаа меморандум со Федерална служба за ветеринарен и фитосанитарен надзор на Руската Федерација. Со меморандумот на техничко ниво треба да се регулираат ветеринарните и фитосанитарните услови и барања за домашните оператори за храна кои сакаат да извезуваат. До Агенцијата за храна досега се доставени барања за извоз од 12 оператори, кои ќе бидат подложени на инспекција од комисија од Руската Федерација. Многу земјоделски посеви беа оштетени со поројните дождови кои зафатија државата во првите месеци од годината. Државата 100% ќе им помогне на засегнатите граѓани. Во Кавадарци досега 69 пријави пристигнале во локалната самоуправа за обештетување на земјоделските површини, од кои најмногу се со лозови насади. Државата ќе ги обештети земјоделците кои се соочија со штети од поројните дождови со кои беше зафатена целата држава. Во јануари, февруари и март во Кавадарци наврнаа над 300 литри на метар квадратен дожд, што беше причина за големи материјални штети. Во обид да се забрза процесот на обештетување, локалната самоуправа ги достави правичните проценки во ресорното министерство. Во атарите на селата Глишич, Дреново, Раец и Марена имаше пријавено многу штети и како резултат на увидот од комисиите за земјоделие и комисијата за лозарство, како и од индивидуалните пријави на граѓаните, имаме една листа по првата поплава која што беше некаде крајот на јануар месец од 58 лица и во вториот наврат во февруар месец кога повторно имавме елементарна непогода уште 11 лица.
или севкупно 69 пријави на штети во земјоделско земјиште. Земјоделците да соработуваат со комисиите кои вршат проценка е препораката од општината, со цел попрецизно да се утврди вистинската штета. Сите штети ќе бидат комплетно или во 100% износ надоместени од страна на Министерството за земјоделие и приоритет ќе имаат прво земјоделците, бидејќи во овие елементарни непогоди имавме штети и на комуналната инфраструктура, на патишта, на тротоари, на речни корите и така натаму. Од локалната самоуправа апелираат земјоделците да ги осигураат своите имоти на време, затоа што тоа е најдобрата заштита за обештетување на земјоделските посеви. Одредени региони во Македонија беа зафатени од поплави. Материјалната штета беше огромна, со што владата излезе со конкретно решение за обештетување со средствата што ги обезбеди од европските фондови. Делото "Бледи сенки, далечни гласови" на Димитрија Дурацовски е годинешниот лауреат на Рациновото признание. Жири комисијата едногласно одлучи ова признание да му припадне токму нему. На денешната пресконференција на организаторот на Рациновите средби беше соопштен и добитникот на наградата Антологија на болката. Димитрија Дурацовски со делото "Бледи сенки и далечни гласови" е годинешниот лауреат на Рациновото признание. Жири комисијата составена од 3 члена, начело со минатогодишниот лауреат Паскал Гилевски, едногласно одлучи ово признание да го доделат токму на Дурацовски. Според него, овој роман дава автентичен придонес во осовременувањето на развојните потенцијали и текот на нашето прозно творештво. Од една страна се забележува преплет на различни жанровски модели, вкрстосување на интимен подтекст и обраќање порака со ангажиран однос кон актуелната општествена ситуација, а од друга страна во ова дело оживуваат на суптилен начин незаборавните бледи слики и далечни гласови. Во тесна конкуренција била и книгата на Сашо Димовски "Алма Малер". Жири комисијата смета дека и оваа книга "Војнина" ќе има свој убав понатамошен развоен пат. Романот на Дурацовски, велат тие, се издвојува од другите романи кои пристигнале на адресата на општина Велес. Се издвојува од останатите и недвосмислено ја потврдува својата иновантна вредност во овој наш момент, бидејќи му се обраќа директно на нашиот современ човек и на начин кој што, како видовме, на повеќе на комплексен и слоевит еден пристап овозможува увид и во она што се вика творечка лабораторија на уметникот. Се движиме од еден регистар на покласични жанрови па до актуелни жанрови и постапки, но се разбира еден треба да биде добитникот на Рациновото признание и мислам дека книгата "Бледи сенки, далечни гласови" на Димитрија Дурацовски оправдано, затоа и едногласната одлука на жирито, оправдано го понесува статусот добитник на Рациновото признание за 2015. Нововостановената награда Антологија на болката, која што се доделува за дебитантска необјавена стихозбирка "Љубовна поезија", ја доби стихозбирката "Мостот на копнежите" од Сузана Мицева. Стихозбирката во себе носи сериозен амалгам од поетски слики, произлезени од автентичното женско писмо. Стихозбирката "Мостот на копнежите" е еден слоевет книжевен труд, чии внатрешни единици се поврзуваат преку метафората на мостот, како спојувалка, како приближување на две оддалечености, како собирање на сите аспекти на љубовниот копнеж во еден миг, а во тој миг сите причини заради кои душата има потреба од друга душа, објаснувајќи ја делбата на својот свет со некој друг свет, како нужност преку која се расне во повозвишен вид човек. Организаторите ја задржаа автентичноста и значењето на оваа национална манифестација, преку негување на животот и делото на Рацин, вели градоначалникот на општина Велес Славчо Чедиев. Свежината што ќе ја внесе младата интелектуална, пред се уметничка елита во приодот и презентацијата на Рациновите вредности, очекуваме да донесе нови квалитети и многу поголем интерес на вкупната велешка и македонска јавност за оваа наша значајна манифестација. Конкурсот за доделување на Рацинова награда за прозно дело е една од незначајните конкурси кои организаторот Сдруженијето ФАЦ Тоби ги објави оваа година за манифестацијата Рацинови средби.
Вчера вечер Велешани имаа можност да уживаат во спектакуларен целовечерен концерт на Националниот ансамбл за народни песни и игри танец. Концертот се одржа во Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Џинот, а е дел од проектот Велес град на културата за 2015 година. Громогласен аплаус од преполната сала публика одекнуваше вчера вечер во Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Џинот. Заслужен за тоа беше Националниот ансамбл за народни песни и игри танец, кој во рамки на проектот Велес град на културата за 2015 одржа целовечерен концерт. 80 на минути присутните беа дел од најпрепознатливата македонска фолклорна традиција, која амбасадорот на македонскиот фолклор веќе 6 децении ја презентира ширум светот. Почетниот дел на концертот започнува со најновата сценска адаптација која е насловена Роненка, која потекнува од пределот Овче поле. За понатаму концертот да градира со фрагменти од кореографиите Два танци и Жетварка. Потоа ќе можеме да ги проследиме солистите на ансамблот Танец со играта Седенка, соло Седенка и после тоа исто така целата кореографија која е една од првите кореографии поставена во ансамблот Танец. Во својата културна мисија ансамблот Танец остварува контакти со македонската емиграција во странство, настапува и континуирано придонесува во зачувувањето на македонската културна традиција. За вработените, ваквата задача е вистинско задоволство. Тоа е пред се големо богатство, големо задоволство кој ќе отидеме негде настрана и кој ќе видиме уствари навистина колку странците сакаат да ја слушаат, гледаат и примаат нашата музика. Со задоволство го правиме тоа и тоа ни дава уште поголем поттик да шириме, да се чуваме нашата традиција, да твориме во духот на народното творештво. И Велешани го делат мислењето дека танец е најголемиот символ на нашето културно наследство, кој ансамблот со децении го негува, чува и избогатува. Нема подобар, најдобар. Танец е најголемиот амбасадор на Македонија на културно поле. Не само во Македонија, значи и пошироко. Танец до сега, колку јас што имам години, секојаш е прв за представување ни цел свет, не да речеме во окружувањето секаде. Преку танец, кој е легенда на македонската култура, ја запознавам многу земји во Македонија, не само во Европа, туку и надвор во целиот свет. Кога ќе сретнете јапонец да заигра или јапонка македонско оро, сетете се веднаш на нашиот танец. Покрај концертите во Македонија, во моментов Танец работи на проширување на репертоарот и финиширање на плановите за настапи надвор од земјата. Со медали и пехари Искуство плюс, мотив за понатамошна работа, се здобија младите каратисти Јован Васик и Георги Бановски на Балканското првенство, кое се одржа викендов во Херцег Нови Црнагора. На надпреварот учество зема 814 надпреварувачи од 11 држави. Од Македонија конкретно учествуваат 32 клуба. Со медали и пехари Искуство плюс, мотив за понатамошна работа, се здобија младите каратисти Јован Васик и Георги Бановски на Балканското првенство кој се одржа викендов во Херцег Нови Црнагора. Георги Бановски ново балканско надпреварување гостува и второто место. Тој во финалето загуби од турскиот каратист Јусуф Кара. Бановски покрај поединечно се надпреваруваше во ката тим, каде освои златен медал. Искрено беше тешко, имав 5 круга на Балканското првенство, од кои 4 ги победив и на крајот во финалето се паднав со турчинот Јусуф Кара и изгубив 3-2. За ова првенство се подготвував доста долго време, цела година, преку период цела година. Ката тимот покрај Бановски се состоеше од Јован Васик и Христијан Димитриевски. Васик вели дека ова освоено прво место за нив представува највисок пласман досега. Тие за ова се подготвувале речиси цела година. Бидејќи Балканско првенство беше многу тешко да се освои тоа. Имавме прв круг, влеовме право во полуфинале и се такмичевме, се надпреварувавме со турците и ги победивме 4-1. Бевме многу подобри, но бидејќи се турска репрезентација, еден судија крена за нив и влеговме во финале. Во финале се надпреварувавме со црногорците и ги победивме со 5-0
и освоивме прво место. Маја Војдиновска, заменик селектор за ката тим на Македонската федерација и тренер во карате клубот Гладијатор, вели дека е задоволна од каратистите кои земаа учество на Балканското првенство, иако дел од нив не освоија награди. Секогаш се на секој балканско досега што се такмичеле се нашле на пиедесталот. Меѓутоа многу сум задоволна заради тоа што секогаш одат понапред и ова балканско такмичење титулата што им ја земаа минатата година ја вратија, значи беа, ако минатото балканско беа трето место, овој пат сега се повторно шампиони. И значи презадоволна сум не само од нивниот настап, туку и настапот на оние дечиња кои што настапија, учествуваа, меѓутоа не освоија медал од различни причини. На надпреварот учество зема 814 надпреварувачи од 11 држави. Од Македонија конкретно учествуваа 32 клуба. Од вкупно 119 каратисти од Македонија освоија 22 медали, од кои 6 се златни, 3 сребрени и 13 бронзени медали, со што федерацијата беше рангирана на второто место во генералниот пласман, веднаш после Карате федерацијата на Турција. Студенти од Македонија имаат можност да студираат на престижната Руска председателска академија. Екстерното тестирање во основните и средните училишта и денеска се одвиваше без проблеми. Повеќе за овие, но и останатите вести од Македонија во продолжение. Министерството за финансии денеска исплати 80.731.270 денари субвенции на 2611 земјоделци по повеќе основи. За засејани површини со житни култури на 805 земјоделци им се исплатени 25.398.786 денари. За засејана површина со добитечна храна пак 510 земјоделци исплатени им се 1.769.999 денари. Исто така за засејана површина со сончоглед и орис на 275 земјоделци им се исплатени 1.250.505 денари. За производство на сертифициран семенски материјал исплатени се 5 милиони денари, додека 4 милиони денари се исплатени за употребен сертифициран семенски материјал. За градинарско производство на 212 земјоделци исплатени им се субвенции од износ од 3 милиони 373.663 денари. На 191 лозар за одржување на лозови насади денеска им се исплатени 18 милиони 232.955 денари. Исто така исплатени се субвенции за поддршка на сточарството на 523 лица, и тоа 10 милиони 357.000 денари за одбележани грла овци, 6 милиони 611.360 денари за одбележани грла говеда, 2 милиони 158.800 денари за пчели, 1 милион 175.000 за јарења и 988.400 денари за грла јагниња, како и 258.000 за моторици. Со цел промоција на можностите за студирање во Русија, престижната Руска председателска академија за национална економија и јавна администрација, подпомогната од македонскиот интернет портал за образование и наука fakulteti.mk, ќе реализираат активности со кои на потенцијалните студенти ќе им ги доближе можностите за едукација на еден од водечките универзитети во Русија и во светот, преку различни информации кои ќе бидат објавени на образовниот портал. Потенцијалните студенти од Македонија и Балканот ќе можат да се информираат за можностите за студирање на овој реномиран универзитет. За студентите од Македонија за академската 2015-2016 година подготвени се и специјални промотивни пакети за мастер студии, на кои наставата ќе содржува на англиски јазик. Министерството за образование и наука и Државниот испитен центар информираат дека согласно објавените распореди на интернет страницата, денес во 9 часот и 30 минути започна процесот на екстерната проверка на постигањата на знаењата на вкупно 43.613 ученици од 4-то оделение во основното образование до 3-та година во средно образование. Според информациите од кол-центрите, ангажираните тестатори и објавувачи, процесот се реализира непречено и согласно акцискиот план и дефинираната динамика, при што заклучно со 12 часот истиот е целосно заокружен во 103 основни и средни училишта. До овој момент нема пријави за технички проблеми од било каква друга природа.
Усвоен е предлог закон за дополнување на Законот за здравствено осигурување, со кој се решава проблемот на речиси 20.000 граѓани. Лицата кои во постапката за пријавување во здравственото осигурување пред Фондот за здравствено осигурување поднеле изјава со невистините содржина за остварените приходи во претходната година, ќе бидат ослободени од кривично гонење. Со предлог законот кој веќе е усвоен на владина седница, се предвидува и запирање на кривичните постапки кон лицата кон кои веќе се започнати. Според директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Стефановски, ваквиот предлог закон е оправдан и исправен. Го гледате централниот дневник на К1 во 20 часот. По продолжение вестите од светот. Во Јужна Кореја владее паника поради епидемијата на нилска треска. Од 2001 во Авганистан загина околу 100.000 цивили. Универзитетот Харвард доби подарок од 400 милиони евра. 35 регистрирани случаи на заболени од опасната болест позната како нилска треска, од кои 2 завршија трагично, предизвика паника меѓу населението во Јужна Кореја. Властите веќе затворија 500 училишта, градинки и коледжи. Брзото ширење на болеста ги загрижи и властите во Северна Кореја, бидејќи иако строго изолирани едни од други, жителите на двете држави сепак секојдневно се среќаваат во заедничката гранична индустријска зона Каесонг. Двете држави се договорија на премините да инсталираат термални камери, со кои може да се откријат сомнителните случаи за евентуална инфекција од оваа болест. Во Јужна Кореја болеста првпат беше регистрирана на 20 мај, а ја пренел бизнисмен кој се вратил од Саудиска Арабија. Во оваа држава инфекцијата МЕРС веќе однесе 400 животи, од вкупно 436 жртви регистрирани во 20 држави. Во конфликтот во Авганистан од 2001 година, кога започна меѓународната интервенција со која беше сопрен талибанскиот режим, загинаа речиси 100.000 цивили, а исто толку се ранети, се наведува во студијата на Институтот за меѓународни студии на Универзитетот Браун. Во студијата под наслов "Цената на војната" се наведува дека станува збор за број на загинати, повредени и раселени лица во Авганистан од 2001 па до минатата година, кога меѓународните сили ја напуштија земјата. Бројот на загинати цивили и војници од двете земји е речиси 149.000, а 162.000 се ранети, се наведува во студијата. Поранешен студент на Харвард му подари на универзитетот 400 милиони евра. Ова е најголем подарок што Харвард го добил во својата историја. Поранешниот студент Џон Полсон, сегашен хедж фонд менаџер од Wall Street, дипломирал во 1980 година на Харвардскиот деловен факултет. Со $2 милиони формирал компанија за управување со инвестиции Полсон & Company, која во моментов управува со повеќе од $19 милиарди. Од универзитетот соопштија дека донацијата ќе биде искористена за унапредување на оделението за инженерство и применети науки, а истото ќе биде применувано во Џон А. Полсон, школа за инженерство и применети науки. Македонската фудбалска репрезентација на новото FIFA рангирање се најде на 100-то место, со што бележи раст од 5 места на листата од месец мај. По само еден месец реконструкции во македонската кошарка, дојде до нови турбуленции во Федерацијата со оставките на генерален секретар Дејан Јовановски и директорот на репрезентацијата Илија Мерџановски. Повеќе за ова, но и останатите вести од домашниот спорт, Ангел Самараков. На новата FIFA ранг листа македонската фудбалска репрезентација, предводена од новиот селектор Љубинко Друловиќ, стартува на 100-то место со надежи и амбиции за понатамошно резултатско надпреварување, кое ќе ни донесе чекор напред кон нови достигнувања во светското рангирање. Оваа позиција со 321 бод на своето конто значи напредување од 5 позиции на нашиот национален тим во однос на последното мајско рангирање. Од квалификацијската група за Европското првенство во 2016 во која се наоѓа Македонија, селекцијата на Словачка напредуваше за 2 позиции и се најде на 17-тото место со 920 бода,
Репрезентацијата на Шпанија се наоѓа на 10-то место, Украина е на 35-та позиција, Белорусија напредна за 3 позиции и се наоѓа на 80-то место, а последно пласираната селекција на Луксембург е на 131-то место. Прва на FIFA листата сосема заслужено се најде светскиот шампион Германија, додека зад неа се Белгија, Аргентина, Колумбија и Бразил. Во топ 10 се најдоа Холандија, Португалија, Уругвај, Франција и Шпанија. Нови турбуленции во Македонската кошаркарска федерација. По само непол месец од назначувањето на Петар Наумовски на претседателската функција во Македонската кошаркарска федерација, вчерашните најави за заминување на генералниот секретар на МКФ Дејан Јовановски, по само околу 2 недели од како беше назначен на оваа функција, денеска и официјално се потврдени од самиот Јовановски. Тој во официјалната оставка вели дека се повлекува од лични причини и истакна благодарност за дадената доверба и обезбедените услови за работа, а воедно посака успешна работа за подобар развој на македонската кошарка и достојно презентирање на националните селекции во меѓународни рамки. Најави за заминување има и од директорот на репрезентацијата Илија Мерџановски, па според оваа ситуација Петар Наумовски ќе остане сам во раководните структури на федерацијата, а во најбрзо време ќе треба да именува своји најблиски нови соработници. Шпекулациите за ваквата ситуација најверојатно се поврзани со писмото кое неделава го испрати ФИБА до првиот човек на федерацијата и до останатите национални федерации кои имаат представници во јадранското надпреварување, како и во последните превирања кои се случија во серијата финални мечеви меѓу екипите на МЗТ Скопје и Куманово. Капитенот на македонската ракометна репрезентација Кире Лазаров ќе биде и дефинитивно физички подготвен за важните мечеви кои предстоат на нашата репрезентација против селекциите на Швајцарија и Чешка. По извршената проверка преку магнетна резонанца во Барселона, Лазаров добил позитивна информација која покажува дека повредата со која се здобил на финалниот надпревар од Лигата на шампионите не е воопшто сериозна. Повредата на Лазаров дојде на почетокот од мечот против Веспрем, па затоа немаше и полна минутажа на овој важен меч за неговиот тим Барселона. Прегледите покажале дека станува збор за контрактура на солеусот, која ќе мора да го оддели надвор од теренот на саботниот надпревар од Кралскиот куп, а во недела ќе биде на клупата и би играл само ако тоа е нужно. Оваа информација секако дека влева позитивни надежи за селекторот Ивица Обрван со играчите како и љубителите на ракометот во пресрет на квалификацијските надпревари за Европското првенство во 2016 година. Кире Лазаров ќе се приклучи на репрезентацијата директно во Швајцарија, а на 10 јуни во среда ќе го одиграат надпреварот против оваа селекција. Македонскиот олимписки комитет денес направил ненајавена допинг контрола на 10 спортисти кои треба да настапат на европските игри во Баку, Азербејџан. Контролата е направена во соработка со Националната антидопинг комисија, при што се земени примероци од 10 спортисти, а по добиените резултати кои ги извршила акредитирана лабораторија во Сиберсдорф, Австрија, резултатите дале 9 негативни и 1 позитивен наод, кој покажува дека е направен предпоставен прекршок на антидопинг правилата. Од Олимпискиот комитет изјавија дека се превземени сите формално правни процедури и дека наскоро ќе биде соопштена конечната одлука која ќе биде достапна јавно. Од 12 до 28 јуни Македонија ќе учествува со 43 спортисти на европските игри кои ќе се одржат во Баку, Азербејџан. Сафарова и Вилијамс играат во големото финале на парискиот Ролан Гарос, откако по денешните полуфинални мечови ги совладаа своите противници. Во раните утрински часови ќе се одигра првиот надпревар меѓу екипите на Голден Стейт и Кливленд од финалната серија мечови од НБА лигата. Во првото полуфинале во машка конкуренција на турнирот Ролан Гарос кој се игра во Париз, британецот Енди Мареј игра против светскиот рекет број 1 Новак Ѓоковиќ. Мареј во осмина финалето вчера со 3-1 во сетови го совлада Ферер, а Ѓоковиќ со 3-0 го победи Рафаел Надал. По одиграните осмина финални мечеви во второто полуфинале се најдоа Жо Вилфрид Цонга и Станислав Вавринка. Надпреварите се играат утре со почеток во 11 часот.
Во раните утрински часови со почеток во 3 часот на програмата ќе се одигра првиот надпревар од финалната серија мечеви помеѓу екипите на Golden State Warriors и Cleveland Cavaliers. Стефон Кари, кој беше прогласен за MVP играч на сезоната, по 40 години ги предводи војните во големото финале, па на првиот меч во Oracle арената ги пречекуваат Cavaliers кои во својата екипа оваа година го вратија незапреливиот Леброн Джеймс. Вториот меч се игра на 8 јуни во понеделник. На денешното прво полуфинале во женска конкуренција на Мастерс турнирот Ролан Гарос, кој традиционално се одржува во Париз, Луси Сарафова ја совлада во трилер надпревар српската тенисерка Ана Ивановиќ со 2-0 во сетови со резултат 7-5, 7-5. Ивановиќ имаше две одлични шанси во вториот сет да направи пресврт на надпреварот, но тенисерката од Чешка не дозволи изненадувања. Откако минатата недела беше гласано за нов председател на ФИФА на Конгресот во Цирих, во меѓународната јавност се појавија неофицијални статистики за тоа кој и како гласаше во изборот помеѓу Сеп Блатер и принцот Али бин Ал Хусейн. Очигледно е дека речиси цела Европа, Северна Америка и Океанија застанале на страната на јорданскиот принц, а остатокот на светот гласал за Блатер, кој е соочен со коруптивни обвиненија. Македонија сосема очекувано застана на страната на принцот од Јордан, ако се земе во предвид дека претходно застана зад Луис Фиго. И покрај тоа што на 65-тиот конгрес Блатер доби мнозински број на гласови и беше реизбран за председател на светската куќа на фудбалот по раководење од 17 години на чело на ФИФА, на вчерашната воредна пресконференција беше принуден да си даде оставка. Времето денеска беше сончево и топло со мала до умерена локална облачност. За утре синоптичарите најавуваат променливо и нестабилно облачно време со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Да погледнеме какво време очекува во наредните денови. Ова беше последната информација за денеска. Благодарам на вашето внимание. Имајте пријатна вечер.